основата на договорот кој што ќе биде ратификуван и потпишан со Република Грција, е утврдено како Грција го толкува и поимува терминот Македонија. И они го имаат прифатено тоа како ние, како Македонија, го поимуваме и толкуваме терминот Македонија. Се прави јасна дистинкција помеѓу тоа што за нив значи Македонија, и тоа е прифатливо за нас, и тоа што за нас значи Македонија, и тоа е прифатливо за нив. Ова што ви го кажав е основа на договорот. Истовремено утврдено е дека ние апсолутно го задржуваме правото да се именуваме како македонци. Договорот предвидува превод на името Република Северна Македонија на сите јазици. Например, Republic of North Macedonia. Договорот не предвидува транскрипција на латиничен алфабет на името Република Северна Македонија. Меѓу другото, тоа стоеше во тој документ. Тоа не е точно, не е така. Значи, официјалното ќе мора да биде преведено на сите јазици. Република Северна Македонија. Во однос на македонски, на македонскиот јазик. Значи, кажавме многу пати, го сачуваме македонскиот идентитет. Македонскиот јазик е утврден во Обединетите нации и тој станува таков. Нема да постои фуснота во Обединетите нации. Во договорот постои член во кој што кажуваме научен факт дека македонскиот јазик припаѓа во групата на јужнословенски јазици. Меѓутоа, уште еднаш, не постои фуснота, нема да има фуснота во Организацијата на Обединети нации до македонскиот јазик. Значи, останува македонскиот јазик. Повеќе нема да имаме јазик на Фајром или јазик на... Ќе имаме македонски јазик. Државните символи воопшто не беа дел од преговарачкиот процес. Химната останува иста. Знамето и грбот. Значи, химната останува иста. Во однос на кодовите исто така, МК и МКД остануваат меѓународно прифатени и препознати кодови во однос на придавката македонски. Сите институции кои што се државни и јавни институции ќе треба да го следат принципот на договорот, односно новото утврдено име на државата. Се што се однесува на културна активност ја задржува придавката македонски без никаква дилема. Значи, избориме македонски ора, танци, издруженија, музика, македонски спорт и слично. Но, институции кои што се државни институции, тие ќе треба да го следат духот на договорот и на договореното ново име.